Петчленото семејство Темелковски од Демирхисарското село Единаковци живее од земјоделство, откако синот Љупчо пред 7 години добил отказ затоа што не прифатил под притисок да гласа за владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Сепак велат достоинството не може да го изгазат, па гордо и трудолюбиво произведуваат повеќе земјоделски култури. Пиперки и компири на помали, а тутун на малку поголеми површини. Од утро до мрак, откако ќе запролети, тие се по нивите како што велат закопани во земјата со рацете. Со нив го носат и малиот 6-годишен Александар, зашто нема кому да го остават. А борбата за живот е немилосредна. Парите што ги добиваат од земјоделството им се единствени приходи. Многу лошо се живее. Очекувате да има подобрување, се надевате дека ќе биде подобро? Не верувам да има подобрување. Нема да се обдржуваме, се мачиме, се чиниме, вака ќе посејсне никнало. Мачи се на моите години, имам 70 години. Тешко се излегува накрај. Проблем е, едва врзуваме крај со крај. И тоа е еднаш годишно земаш пари. Мислам еднаш од туту нормално што ќе опредаеш и субвенциите, тоа го рачунам исто, воено, еднаш. Ќе се заработи некој динар, меѓутоа е многу тешко да се обстани со тие пари. Покрај многуте најави за примена на владени аграрни мерки, кои што ќе го подобрат статусот на земјоделецот и ќе му овозможат поголема заработувачка, Темелковски велат дека се во незавидна положба, речиси сите земјоделци. Само ако ова влада да се смени, тогаш може нешто да види во државата. Иначе дури не се смени ова влада, се полошо и полошо ќе оди. Овие луѓе не се имуни на политичките случувања во државата. Тие нема да го дадат својот глас за ниту една партија додека не се создадат услови за фер, демократски и регуларни избори со прочистен избирачки список. Ако гласам, например, ќе биде нормално поддршка пак за оваа влада, затоа што не верувам дека гласовите ќе појде на вистинското место. Ако продолжи ситуацијата како што е сега, мислам дека нема да излеземе на гласање, затоа што нема ни да вреди. Ќе продолжи истото како што е до сега. А мислам дека треба да му дојде крај на ова, да се свести македонскиот народ дека вака не бидува, не се живее и тоа е. Катастрофа. Значи не е од страна на владеачката партија, што да речеме, она е за пропаст сето. Криминал голем. Од работа бркање нагло, кода сето изборите кода добијаат, насила терање да и гласаат и уценување големо. А што друго од државата ќе чекаш сега, мислам, од раководителите на државата, од владата на државата. Тоа е па за никаде да речеме, нема никаков успех, нема ништо. Се валат таму, градат некои ќе заградат чајрои, нешто, игралишта за деца, не знам што, каде, како, па граделе некои спортски сали, 300 чуда, па кој ќе игра во спортските сали, бе? Кој деца ќе да, со која пара ќе да ти, со која плата, со што? Темелковски негуват надеж дека условите за живот ќе се подобрат наскоро, а тие и со земјоделство ќе можат да му обезбедат подобре иднина на малиот Александар.